Господин Мемети, од невладината мрежа за заштита од дискриминација ви забележуваат затоа што не сте биле на Националната конференција за недискриминација. Имаше министри, пратеници, представници на релевантни невладени организации, но вашето столче остана празно. Јас ја добив поканата, го симнавме извештајот, не бев во можност физички да присуствувам, задолжив државен советник кој го води делот на дискриминација и соодветна и правишна застапеност, но за жал господинот Маријан Поњович тој ден не бил во можност физички да присуствува. Од после добив информација дека не можел да присуствува. Значи не е од непочит, од нереспект кон мрежата? Никако. Јас жалам што а сме имале многу што да кажеме и по однос на извештајот и по однос на тоа. Да, велите дека сте го симнале, сте го виделе. Таму беше презентиран извештај од наблюдувањето на работата на Народниот правобранител со фокус, велат, на спречувањето и заштитата од дискриминација за периодот од 2010 до 2019 година. Ќе ми дозволите да ги прочитам во ведните реченици од заклучокот во извештајот. Велат, позитивни аспекти од работата на Народниот правобранител се покренувањето постапки во предметите за дискриминација, почитувањето на законските рокови, спроведувањето увид во некои случаи, како и главно почитување на законските одредби за постапување по представки, но велат клучен и најсериозен проблем во работата на Народниот правобранител е немањето резултати од неговата работа кон унапредување на еднаквоста и кон спречување и заштита од дискриминација на граѓаните. Се работи за извештај кој е еден сегмент од тоа што значи мандат на народен правобранител, плюс се работи за извештај кој и во делот на заштита од дискриминација, согласно Уставот, опфаќа дел од тоа што е мандат на народниот правобранител. Но како и да е, коректни се изнесени овие констатации за тоа што се земени од извештаите на народниот правобранител. Прашањето колкави се ефектите од тоа, колку тој успева кога констатира дискриминација во одредена област да го санира тоа право, исто така се коректни. Но Зато што велат дека не сте докрај истраен во тоа, дека вие ги отворате постапките, но дека не сте истраен. Не, видете, ако го пред неколку дена беше објавен извештајот на Европската комисија, и таму ќе видите само оваа институција во Македонија има резултати во тоа што значи заштита од дискриминација, затоа што факт е дека само фактографски Европската комисија наведува што имате сработено, нема оценка дали е тоа добро или не е добро, да бидеме фер. Така е, меѓутоа следното е многу битно. Република Северна Македонија и ден денеска нема тело за заштита од дискриминација. Народниот правобранител во целиот негов мандат има, реков, само еден сегмент. Ние не сме имале комисија која го надгледува приватниот сектор. Народниот правобранител го надгледува само јавниот сектор. И тоа во процесот на спроведување на темелната вредност, соодветна и правична застапеност и недискриминација и делот на недискриминација. Видете, за пофалба е дека граѓаните веруваат на институцијата кога и годишно ова институција секоја година има раст на број на представки за заштита од дискриминација. Лани сме имале 54 случаеви каде што во 24 сме констатирале повреда и сме подготвиле посебни информации кои сме ги доставиле до надлежните. И за ова година сме третирале 54 представки. Во главно биле дискриминација во сферата на работните односи. Во нив сме констатирале 10 дискриминации, од кои 4 Во 4 случаи сме успевале да го санираме повредата, во 10 не сме успевале. За тоа што не успева народниот правобранител, подготвува посебни извештаи кои ги доставува до органите, а од друга страна во годишниот го прикажуваме тоа дека не сме успевале. Зошто не ја користите законската можност за покренување прекршечни постапки? Не, тоа додека сум јас народен правобранител нема да го користам. Зошто? Затоа што тоа не е својство на народен правобранител.
правобранител. Тоа е замајување на јавноста. Нели мислите дека тоа ќе ви додаде на ефикасност? Не може да додаде. Од причина што представките или пријавите што јас би ги пријавил во суд за да донесе одлука со глоба да казнува одреден функционер кој не успеал или не ја почитувал препораката, ќе има негативен ефект во јавноста и по однос на граѓанинот и по однос на институцијата. Тешко дека можеш да најдеш институција народен правобранител која делува по како се вика, со пресилен инструментариум да казнува. Се сеќавате 2016 година собранието не ги утврди мерките? Не. Па мораше уште еднаш да се свика собрание за да се утврдат мерките. Ние и како општество и како менталитет сме мали. Зошто не функционира како што треба проектот Омбудсман Плюс? Тука има, по моја иницијатива, беше направена анализа. Зошто? Затоа што 10 извештаи на омбудсманот, мои извештаи, покажуваа дека собираме златни докази дека полицајците при вршење на службата ја пречекоруваат овластување. Таквите златни докази ги слеавме или пуштавме кривични пријави до надлежното обвинителство, до орган на прогон. Органот на прогон не водеше ефективни истраги. Требаше да помина 10 години за да судот во Страсбур донесе пресуда дека Македонија нема ефективна истрага против полициската бруталност. И за да се смени законот за народен правобранител, да се смени законот за јавното обвинителство, таму има посебен одел кој треба да се занимава само со овие оделенија и моја беше идејата и одредбата, лично сум ја напишал, во народен правобранител треба да се формира тим во кој тројца ќе бидат вработени од страна народниот правобранител, затоа што тој е уставна категорија, а тројца ќе делегираат невладините организации кои парламентот ќе ги избира. Знаете што се случи? Во првиот оглас на собранието не конкурираше ниту една невладина организација. Добро, сега си избрани тројца, не си избрани тројца представници, тука е проблемот, немате информација, јавноста треба да знае дека собранието бира 3 невладини организации. Добро. Од кога собранието ги бира 3 невладини организации, тие треба да делегираат кај народен правобранител во тимот за да стане екипа, тројца или по еден, кои можат да работат кај него само една година. Да, нивната забелешка е дека вие своеволно го толкувате законот на погрешен начин. Законот вика дециден е ваков. Законот вика тројцата представници што ги делегираат невладините организации работно се ангажираат во народен правобранител. Добро, и вие сметате дека тие треба да бидат вработени? Да, на определено време, на една година. Само така. Видете, експертот, странскиот, не е наш, кој го почна ова заедно со мене пред неколку дена преку Совет на Европа, затоа што и од него беше барано мислење, пушти мислење. Во кое мислење стои? Уште кога ги почнавме разговорите со господинот Мемети, зборувавме за како да се конципира, а тој да делува како тим. А што е проблемот да бидат ангажирани со договори на дело? Противзаконско е тоа. Противзаконско, затоа што јас имам закон и имам обезбедив пари во буџет. Да е трагедијата, да е проблемот уште поголем. Еден од тие кандидати, добро е што не потпаднав да склучам такви договори. Еден од тие кандидати на сегашните парламентарни избори беше кандидат на некоја политичка партија за пратеник. Нема да дозволам институцијата да падне на такви, затоа што многу лесно се губи вербата. Добро, сега историски вие сте биле министар, господин Мемети? Ако така гледаме? Не е тоа проблем дека јас сум бил министер. Меѓутоа, од моментот кога јас станувам народен правобранител, мене ми престануваат сите други работи. Тој од една страна бара да биде вклучен, а од друга страна е кандидат на политичка партија. Актуелен е уште еден случај со изборот на Илбер Руфати за ваш заменик во Кичево. Камери мери државен советник кај вас. Го спори изборот на Руфати, дури и со представка до антикорупцијската комисија. Според него, најголем проблем е тоа што смета дека избраниот кандидат ги нема потребните години искуство што се бараат во соодветната област, а тоа се 7 години искуство. Видете, јавноста најверојатно сакам да разликува
работно искуство и работен стаж. Добро. Работниот стаж значи да биде вработен со полно работно време, каде што се плаќаат придонеси и така натаму. А кај народен правобранител, како секаде во свет се бара работно искуство. Не мора да е вработен со пензиски стаж, може во невладин сектор да работи. Добро. Тоа ние го примаме. Така да, по однос на конкретниот случај, за тој оглас конкурираа 5-16 кандидати, од кои 5 исполнуваа услови. Еден од нив е и тој. Проблемот е зошто не сум јас. Не, ако видиме во биографијата на избраниот кандидат, да речеме особено во делот на препораките и признанијата кои може да се верификуваат, така вели членот 6 од вашиот закон, тој има препораки од UNDP, што веројатно не е спорно, потоа од невладината Алијанса за демократски иницијативи и од УЈП, од Тетово, е сега за некој кој што доаѓа на позиција заменик да има препорака од УЈП врз основа на која е избран за заменик е малку чудно. Јас сметав дека тој кандидат треба да биде предложен, затоа што треба вие знаете, во Македонија не е тајна тоа, дека кај Мемети, од кога сум дојден во оваа институција, најповеќе сум бил без заменици, отколку со заменици. Затоа што има од сите страни разни притисоци кој да биде како да биде. Не е лесно тоа. Се сеќавате на изборот на двајца предпоследни заменици по однос на проблемите во јавноста. Или ќе останеш без заменик, или ќе најдеш солуција некој да ја обавува таа позиција. Затоа што јас разговарам и со парламентарните групи, за да помине. Инаку, во што ќе се сведеме? Го спомнавте изборот на двајца за кој што се крена врева во јавноста, со едниот од нив се чини имате некаква фрикција во односите, му одземавте дел од ингеренциите, па му вративте и така натаму. Зошто сето тоа се случува? Тој тврди дека проблем е некој случај во кој што вие сте барале од него да изврши промена на датумот на еден предмет, што тој го одбил. Не. Реалноста е следна. При изготвување на годишниот извештај, утврдив дека во предмет има тоа што не е наш мандат, почнал да истражува нешто што не е наш мандат. И тоа можем отворено да го кажам. Додека ние водевме постапка за еден инспектор за труд, тој се жалеше кај нас за да ние ја следиме комисијата, дисциплинската комисија во инспекторатот за труд. И тоа е наш мандат. Да го штитиме него, таа комисија, дали правилно ќе одлучува. А што направил господинот заменик? Сега ќе ви кажам, дозволите да ви кажам. Господинот заменик почнал да истражува како професорите добиле дипломи, а никој не го барал од него. Тоа е недозволиво. Не сум го дозволил тоа да се случи и го исфрлив од извештајот затоа што сме надвор од мандат. Утре дентат некој или дотичните професори од Тетовскиот универзитет ќе кажат кој ти дал одобрение или по кој основ ти како омбудсман водиш таква поставка. Прифати го тргна. Второто беше, тој беше на одмор. И кога се врати во институција, сакал во службите да антидатира некој предмет дека го дистрибуирал пред неколку дена. И реков, не може така. Има член во законот за народен правобранител. Затоа што по устав и закон народниот правобранител не е колективно тело. Народниот правобранител е еден. Тоа во моментот што малку сум јас, господине Попетревски. Користив можност и реков, согласно член 8а, надлежностите што сум ти ги дал, ти ги одземам, не можеш да водиш такви предмети. И сега тој води само еден дел на предметите. Грото од предметите во оваа институција само ја го водам. Благодарам за овој разговор. Благодарам и на вас.